Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Денес е голем празник во САД, Ден на трудот. Но ова не е време на големи прослави. Председателот викендов се обиде да биде со народот, погоден не само од големата невработеност, туку и со невреме. Тој ги повика политичарите во Вашингтон да не играат политички игри со помошта за жртвите од минато неделното невреме, додека ново се приближува. Многу луѓе страдаат од високо ниво на така наречениот лош холестерол. Во следниот сегмент ќе ви кажеме за една студија што потенцијално може да спаси милиони животи. Едноставно, со јадење одредена храна што ја има насекаде околу нас. Само треба добро да се избира, велат лекарите. Она што се нарекува исхрана на Западот потенцира месо и масна храна. Луѓето кои се на таква исхрана имаат заоблена фигура што тоа го покажува. We're going to instruct you on the dietary portfolio. Сега постои движење за здрава храна. Го поддржуваат лекари, здравствени работници, владини представници и првата дама Мишел Обама, која ги охрабрува учениците да јадат повеќе овошје и зеленчук. Диетата и вежбањето се клучни за одржување на здраво ниво на холестерол. Холестеролот е вид маснотија, помага во изградба и одржување на клетките. Но има различни видови на холестерол. Еден вид промовира здравје на срцето, додека друг придонесува за болест на срцето. Типичен совет е намалување на животинската маст во исхраната, што е во цврста форма на собна температура. Оваа маснотија е причина за лошиот холестерол. Но сега се знае дека некои видови храна помагаат да се редуцира лошиот холестерол. Vegetables like okra, Зеленчук како бамји и модер патлиџан. Тие се дел до некаде лепливи. Го извлекуваат холестеролот од телото. Канадскиот лекар Дейвид Дженкинс ги проучувал луѓето кои следеле диетата со малку маснотија, што во исхраната ги вклучиле овие видови храна. Сакал да види дали холестеролот опаднал повеќе кај таквите во споредба со другите кои не јаделе многу масно. 350 лица биле опфатени со студијата. Сите биле блиску до потребата од лекови за намалување на холестеролот. Оние кои биле подложени на специјална диета требало да јадат повеќе јаболка, грозје, јагоди, житарки, зеленчук, граф, соја и слично. 6 месеци подоцна резултатите биле следните: 13 до 14% помало ниво на холестерол. Ова можеби не е многу, но далеку подобро од лекови за истата цел. Во продолжение, како до физичка активност, губење вишок килограми и забава. Нашата колешка Јулија Велковска има идеја. Со неја разговараме по повод експанзијата или подобро експлозијата на фитнес програмата Зумба. Јулија, истражувајќи го феноменот, ти дојде до Бето Перес, креаторот на програмата. Пред емисијата ми кажа дека тој нема намера да запре. Кажи ни повеќе. Токму така, Бето Перес ми изјави дека практично продолжува, како што вели, да работи со истиот адреналин уште од пред 2 децении. Ужива во работата на инструктор, а во меѓувреме интензивно го промовира концептот. За 16 октомври во Лондон веќе е закажан концерт за борбата против ракот на дојка, например. Го опиша како неверојатно чувството како преку музика и посветеност кон играњето допира до милиони. Што ќе рече и до Македонија? Имаш ли сознанија каква е ситуацијата таму? Очигледно се шири и мошне брзо, а пример е фитнес клубот Fit One, кој нуди и часови по зумба. Постои од декември 2009 година, а во Скопје се присутни на 7 локации. Во моментов има 10 лиценцирани инструктори и, како што ни изјавија, посетители полни со ентузијазам, чиј број постојано расте. Благодарам, Јулија. Да го видиме прилогот. Молам. Дава живот, полна е со љубов, а има и хуманитарен карактер. Вака многумина опишуваат моќта на фитнес програмата Зумба. Инспирирана од латиноамерикански ритам, основана е пред 10 години во Мајами од колумбиецот Алберто Бето Перес. Што е тајната на овој феномен кој не познава старосни граници? Се обидовме да дознаеме од самиот креатор, наоѓајќи го во Флорида во момент меѓу 2 патувања. Неверојатно е како дури по една деценија луѓето ја прифаќаат позитивната енергија.
Среќен сум бидејќи секој кој ја искусил ја разбира филозофијата на зумба. Основата е страста и таа е лесно пренослива. Иако на прв поглед изгледа сложено, вели тој, формулата е едноставна и тоа главно заради обидот да се вратиме на почетоците на аеробикот. Оваа индустрија како да заборави дека на часовите доаѓаат обични луѓе од различни професии. Во јавноста има и критики дека концептот е само моден тренд, но Перес не стравува од тоа. Го држам овој час веќе 20 години и се уште сум тука. Го почитувам мислењето на другите, но верувам дека решение се нови проекти. Се обидуваме да одиме чекор понапред секогаш. Не знам колку е популарна зумба во моментов, она што ме интересира е да останам приземјен, да продолжам да работам. Компанијата подготвува 2 нови видеоигри за наредните 2 години. Во Америка годишно се промовираат по 100 нови аеробик производи, но само 3 го наоѓаат своето место на пазарот, кажа Перес. Зумба неодамна ја одржа и 4-та поред конвенција во Орландо, Флорида, со присуство на околу 7000 инструктори од 80 земји во светот. Но Бето Перес сонува голем сон. Сите да играат истовремено идентично на иста песна, барем 5 минути. Сакам ова да биде голем настан, пренесувам преку сателит секаде. Не сакам зумба да се асоцира само со мене. Кога еден ден ќе ме нема на овој свет, сакам зумба да продолжи да живее. Според Зумба Фитнес, часови од оваа програма неделно земаат околу 12 милиони луѓе на 110.000 различни локации во 125 земји ширум светот. Одите во хотелски ресторан во Вашингтон и ви служат мед. Погодете од каде доаѓа. Утре во Newsflash. На покривот на хотелот од кошници со пчели, медот на вашата маса е буквално локален. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Имајте убава недела и гледајте на јутре, а до тогаш нашата веб страница glasnaamerika.com ви стои на располагање со многу повеќе информации. Поздрав од Вашингтон.